Почитувани медиуми, почитувани граѓани, среде лето и високи температури, власта ја остави детската клиника Козле без најосновното, без вода. Во 21. век, во главниот град, болницата во која се лекуваат на младите пациенти со тешки респираторни заболувања, вклучително и деца и повозрасни пациенти со цистична фиброза, функционира во целосни, нехумани услови, без вода. 2 дена медицинскиот персонал работеше во крајно отежнати околности, додека родителите на хоспитализираните деца се соочуваат со трансфер и преносочување во други здравствени установи. Иронични и несоодветни беа оправдувањата дека причината за дефектот бил слаб притисок и конфигурација на објектот. Болницата досега никогаш не се соочила со ваков проблем, ниту пак во летните месеци кога потрошувачката изголемена. Ова не беше технички дефект, туку показател на целосен дефект на здравствениот систем, резултат на негрижата и неспособноста на власта предводена од ВМРО ДПМНЕ. Цената на неспособноста на оваа власт ја плаќаат граѓаните, децата со највредното нешто, здравјето. Почитувани, оваа состојба е резултат на неодговорното и неструшното работење на владата на ВМРО ДПМНЕ, во која наместо реално да вложува во здравствената инфраструктура, го загрозува здравјето на граѓаните. Тоа што водоснабдувањето на клиниката Козле се нормализираше, не значи дека проблемот треба да се заташка. СДСМ бара јавно да се соопштат точните причини за што се случи во оваа болница и одговорност. Воедно, бараме Министерството за здравство и Државниот здравствен и санитарен инспекторат веднаш да превземат мерки да се спроведат воредни контроли со цел да се спречат евентуални бактериски инфекции и појава на зарази поради нарушените хигиенски услови. Истовремено, да се процени капацитетот на институцијата каде што се препраќаат децата, дали може да примат толкав број на пациенти. Животот и здравјето на децата не е статистика. Тоа е суштински приоритет на едно општество. Оваа влада повторно покажува дека не е способна да се справи ниту со најосновните предизвици и обврски во здравствениот сектор. Граѓаните заслужуваат функционален и безбеден здравствен систем, а не систем што се распаѓа. Ви благодарам.